Информативна програма на Канал Плюс. Пред изборите во недела за програмата на Коалицијата за подобра Македонија во наредните 30 на минути разговараме со кандидатот за пратеник од оваа коалиција Емил Димитриев, актуелен премиер за спроведување на изборите. Господине Димитриев, добре дојдовте во Канал Плюс. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Имавте средба со членовите на Државната изборна комисија. Какви избори да очекуваме во недела? Подготвени ли се институциите за избори какви што ги планиравте во вашиот мандат? Првенствена задача на владата за спроведување на изборите е организирање на изборите за да имаме едни фер, кредибилни избори кои што не можат да бидат оспорувани од било кого и во тој контекст ние имаме на дневна основа комуникација со Државната изборна комисија, меѓутоа од време на време се состануваме и во формат, значи Државната изборна комисија со клучните министерства кои сте ангажирани во делот на подготовките. Пресекот кој што го направивме говори дека оди се по планираното и во делот на подготовка на избирачкиот материјал, подготовка на комисиите, одборите за спроведување на изборите. Овој пат имаме избирачки список со слики, значи некоја новина споредена со претходните избори. А главно другиот дел останува да биде во она што е познато на нашите граѓани. Избирачкиот список е прочистен и имаме околу 5000 плюс гласачи во избирачкиот список, значи падна во водата фама околу постојање на фантом или нешто слично кое што 2 години креираше криза во Македонија, дека тој списокот бил проблем и биле нелегитимни изборите. Напротив, се види дека списокот не само што не се намали, туку се зголеми за 5000 нови гласачи, што е нормално и природно. Тековните активности на Државната изборна комисија се помогнати од владата, сите барања кои што ги имат ги испорачуваат до нас и ние веднаш им одговараме за да нема одеден застој во тој дел. Можам да кажам дека подготовките идат со планираното темпо и дека подготвени ќе ги пречекаме изборите во недела, односно денот на гласањето. Фери кредибилни избори се предуслов, нели почитување на изборните резултати секако се предуслов за надминување на оваа политичка криза и продолжување со реформските процеси. Дел од тие реформи како да закочија во овој предизборен период, поточно во оваа година и токму затоа се наоѓаат во изборната програма реално на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Да почнеме еве со странските инвестиции во регионот, во државата, нешто што секој сака да слушне за да си ја планира нели економската иднина овде во државата. Што е она што остана недозавршено, а му истекуваат роковите и токму заради овие избори нели се пролонгира како проект во вид на странска инвестиција во регионот, што е она што е во најава за наредниот период. Знаете, привлекувањето на странски инвестиции е процес кој што никој пат не завршува. Тој постојано трае и во ситуација кога ние имавме една исклучително голема политичка криза, која што допре до било која точка од земјината топка, може да замислите кои се штетните последици од истата криза. Ова влада со ваков формат, значи мешана влада составена од сите политички партии, оние што се најголемите, не е влада која што ќе носи реформи, кој што ќе спроведува проекти од така по суштинско значење, значи самиот формат и законот за владата ги на еден начин ограничува ингеренциите да ја фокусира главно на спроведување на изборите, меѓутоа од друга страна пак да не се закочат веќе започнатите процеси, значи една средина да сепак функционира државата, меѓутоа од неја не се очекува некоја посериозна реформа, бидејќи внатре во владата имаме различни размислувања за одредени реформи во одредени институции. Тешко можете да ги буткате реформите кога имате една таква мешана влада. Јас ќе ви кажам само еден податок врзан за кризата и привлекувањето на странските инвестиции. Пред отприлика 3-4 недели бев на самит во Рига. Тој самит беше 16 премиери од Средна и Источна Европа со кинескиот премиер. Сите имавме излагање за можностите за инвестирање во соседните држави
се разбира и моето излагање беше во тој контекст, нели, деношната политика, рангирањето од Светска банка како пета земја во Европа по услови за бизнис, 10-та во свет, рангирањето од IBM институтот како прва земја во светот по новоотворени работни места и сето на што го имаме како, нели, сет на мерки за привлекување на инвеститорите. После тој дел, во неформалниот дел, неколку премиери ми придоа и кажа една иста реченица, а тоа е дека на Република Македонија никој не може да ги оспори овие постигнувања. Тие се релевантни, верифицирани од кредибилни институции, меѓутоа, викат, ние за вас знаеме дека кај вас има политичка криза. Тоа е она штета која што опозицијата ја направи на Република Македонија 2 години да на Македонија се гледа како на една држава која што е во длабока политичка криза. Меѓутоа, без разлика на тоа, и во овој период инвеститори доваѓаа, имавме повеќе примери на отпочнување на соградба на странски инвестиции, ставање во функција. Добар дел од инвеститорите кои што во овој период дојдоа имаат сериозни намери да инвестираат, бидејќи ние комунициравме со инвеститорите и во ваква ситуација и во ваква кризна ситуација договоривме неколку инвестиции кои што ќе ги означиме после изборите, многу крупни инвестиции, што само по себе кажува дека ние сепак имаме некаков залет во тој дел, нели, на отварање на нови работни места, привлекување на странски инвестиции. Тој залет само политичката криза го намали. Значи, ако сме во ова 2 години кризен период отвориле 10 фабрики, во некои нормални околности тоа би можело да бидат 20 фабрики, така да сите оние потенцијални нововработени лица се оштетени поради, би рекол, недржавничкиот однос на опозиционата партија, која што сакаше или преку креирање на криза да предизвика состав на мешана влада и влегување на еден начин во власт. Вашите политички опоненти критикуваат дека технолошко-индустриските развојни зони се промашени концепти на оваа влада. Меѓутоа, еве состојбата во Виница, во Штип посебно, во Пробиштип, на некој начин се демантира оваа теза. Очекуваме во Пробиштип и кон средината на идната година и отворање на целосно започнување со работа на Cranfield Foundry. Што значи еве таква една инвестиција за мала општина како што е Пробиштип? Значи, добро кажавте, политичките партии можат да критикуваат, имаат право, тоа е легитимно право нивно, меѓутоа нема подобар демант од тоа кога народот директно ја почувствувал таа придобивка и ги гледа бенефитите од тие политики. Индустријските зони, напротив, за нас и за оваа влада се еден од најдобро реализираните проекти и тоа никој не го спори ниту дома, ниту надвор од Македонија, освен опозицијата, која што ви реков, тоа е нивно легитимно право. Што се однесува до инвестицијата која што ја донесовме во Пробиштип, тоа е Cranfield Foundry компанијата која што се занимава со леење на автоделови и делови за индустријата, железни делови. Тие ќе започнат со производство крај на мај, почеток на јуни. Се работи за вработување 280 вработувања и вкупна инвестиција од 15 милиони евра. Ова компанија со себе носи висока квалитетна технологија, значи технологијата е на холандската компанија Gemco, секој може да отвори на интернет и да види каква референца, за каква референца станува збор, значи тоа е врв во светот во делот на екологијата кој што дава висока продуктивност и висока заштита на животната средина. Условот да дојдат ова компанија беше тоа што владата се нафати да ја уреди индустријската зона Неокази до Пробиштип. Една од покрупните ставки за уредување на индустријската зона, за разлика од другите индустријски зони, беше доводот на електрична енергија, бидејќи за да биде овој процес како што треба технолошки и еколошки во ред, тие трошат многу висока струја, значи карикирано, ова компанија дневно ќе троши струја колку цел Пробиштип со селата, значи ставката за довод на струја е 2 милиони евра
државата си ја презеде обврската да преку државната компанија Мепсо ја доведе струјата и водоводот и канализацијата околу 350.000 евра, значи ние до мај во зоната во Провиштип ќе инвестираме 2.350.000 евра за оспособување на зоната. Со ова компанија пред отприлика месец дена со собствениците договорив уште една нова нивна инвестиција, значи сега они веќе ја почнаа да ја градат ова инвестиција, темелите се ставени и сега почнуваат да ја креваат. Впрочем на тој конструктивниот дел работи ваша штипска компанија Актива, која што сама по себе ќе повлече и други бенефити за стопанството и за економијата. Значи со собствениците договори сега ќе купат уште една парцела и отприлика за година време од почнување на првата линија ќе почне и втората линија, нови 250 до 270 вработувања. Значи со ова компанија ни се договорени од 530 до 560 вработувања директни, а плюс ќе има доста индиректни, бидејќи ова компанија ќе има потреба од транспорт, ќе има потреба од производство на храна, од обезбедување и така натаму. Значи една интересна бројка и значајна бројка да аспект на вработување во Провиштип. Згора на тоа, бидејќи се работи за една високо софистицирана индустрија, платите ќе бидат споредено со просечните плати во приватното стопанство значително повисоки, кое што ќе повлече ситуација да морат и другите стопански субјекти да ги пратат, бидејќи ќе им ги преземат вработите. И јас очекувам дека со доаѓањето на оваа компанија во јуни, освен што ќе се влијае на намалување на невработеноста, односно зголемување на вработените лица, ќе се влијае и на висината на платите, бидејќи тие веќе почнаа да вработуваат луѓе и тие луѓе ги преземаат од другите компании со тоа што им нудат многу повисоки плати, така да и тие компании ќе мора да ги пратат, што само по себе е најдобро решение за повисоки плати. Оние домашни инвеститори, собствениците на компании, бизнисмените кои не гледаат во моментот, можеби ќе помислат, еве имат привилегии странските инвеститори, меѓутоа во програмата реално најавувате сет бенефиции и за домашните инвеститори. Знаете, во Македонија има една, би рекол, перцепција која што не е точна, дека странските компании се привилегирани со тоа што инвестираат во индустријските зони. Многу малку се користи податокот дека во индустријските зони има и домашни компании кои што инвестираат. Во ТИР Скопје има две македонски компании кои што инвестирале ги користат. Ги имаат ли истите бенефиции? Истите, скроз истите бенефиции. Значи, треба се разбие таа фама, бидејќи тука доста има политика во тој дел и македонските компании апсолутно можат да ги уживат истите бенефити, зашто едната компанија која што работи сега во индустријската зона, работеше претходно во Тетово и сега дел од своето производство го пресили во индустријската зона. Исто пред месец и пол ставивме камен телник на друга македонска домашна компанија која што ќе гради свој капацитет во индустријските зони. Затоа ние и во програмата оставивме проектот за руралните зони, кој што, ако ги споредите бенефитите кои што ги даваме во индустријските зони, во овој дел има многу повеќе ослободувања даночни и стимулативни мерки за отворање на бизнис во овие средини. Така да, воопшто ние немаме различен пристап, дали се работи за домашна економија или за странски директни инвестиции, бидејќи домашните компании ги помагаме по разни основи, значи користат разни мерки за вработување на лица. Програмата Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, полеснување во делот на пензиското и здравственото осигурување и еден куп други стимулативни мерки кои што доведоа да во Македонија во изминатиот период се креират околу 170.000 нови работни места. Тоа само по себе кажува дека политиките на владата во делот на отворањето на нови работни места даваат резултати и во главном тие резултати се по две основи, со странските инвестиции и преку мерките кои што влијаат на веќе присутните домашни компании за проширување на производство, за отворање на нови капацитети и врз основа на овие две работи фундира резултатот на новоотворени работни места. Значи,
Во наредниот период имаме отварање на рудници во Македонија, нови странски директни инвестиции кои што јас сум сигурен и убеден дека крајот на наредниот мандат Македонија ќе има одлични параметри во делот на економијата, и во делот на раст на бруто домашниот производ, и во делот на намалување на невработеност. Значи, овој мандат е идеален од тој аспект, бидејќи добар дел од компаниите кои што до сега градеа свој капацитет ќе почнат со работа во овој мандат. Значи, еден огромен дел нема индустријска зона кај што нема да стартува некоја нова фабрика. И така се потрефи да навистина овој мандат ќе има известност дека ќе има околу 70 до 100.000 нови креирани работни места во Македонија. Остануваме во Пробишти, поточно рударскиот сектор, малку за тоа да поразговараме. Рестартирање доживеа и рудникот Добрево и Тораница, новиот концесионер веќе почнува со работа, во најава и друг ископ во близина на Пробишти. Рестартот на рудниците Злетово и Тораница дојде во време кога јас ја водев владата и тоа беше една специфична ситуација да биде човек во ситуација да помогне на сопствениот град, на сопствениот регион. Рестартот дојде како резултат на стечајот кој што претходниот собственик го направи со своето недомакинско работење, можам да кажам. И владата целата постапка ја изведе на еден крајно транспарентен начин и наша цел беше да се најде еден квалитетен инвеститор, бидејќи луѓето заслужуваат, поготово во оваа гранка, квалитетни услови за работа, соодветна плата. Ова е една од најтешките професии и мора да се има почит кон самата професија рудар. И на моје задоволство изнајдовме квалитетен инвеститор. Прво започна рестартот на рудникот Злетово на денот на рударите 28 август на Богородица. Сега во моментов веќе Злетово вработува 300 луѓе, работат 300 луѓе, а наредниот месец до месец и пол ќе се вработат уште нови 150 луѓе. Почна да стига веќе новата опрема, значи рудникот Злетово нова опрема не видел последните 30 години. Сега почна нови багери, а најдоброто вака и најохрабрувачкото е тоа што споредено со претходниот собственик, кога максимална плата на рударите во Пробишти беше 20.000 денари, овој собственик последниот месец на рударите им додели плата од 35.000 денари, значи едно прилично зголемување од 20 на 35.000 денари со ветување дека ќе оди и понатака со зголемувањето, бидејќи тој е сега во фаза само троши пари, уште не произвел руда и концентрат за да може да има и тој бенефит. Неодамна го рестартиравме и рудникот Тораница, значи таму работат околу 210 луѓе, а за наредните 2 месеци таа бројка треба да достигне до нови 250, значи вкупно 450 вработени. Значи очекувам дека истите плати, истите услови, бидејќи е и собственик, да бидат и да важат и за рудникот во Крива Паланка. Она што го кажавте е убава вест за жителите од Пробиштип и од Кратово. Значи во местноста Плавица веќе се завршени сите истраги, обезбедена е сета техничка документација, владата даде дозвола за експлоатација на компанијата која што ги правеше истрагите и 2018 година ќе започне нов, сосема нов рудник за бакар, олово и цинк, инвестиција вредна 200 милиони евра и вработувања над 300 вработувања од нашиот регион, кој што сам по себе ќе дополнително ќе влие на економијата, бидејќи Пробиштип од една ситуација да биде прилично град со висока невработеност, немаше некои посериозни компании, ќе има 5 крупни компании, значи двете компании во зоната во Неокази, фабриката за акумулатори го проширува своето производство, сега ќе отвори нов погон за тракциони батерии, таа сега е во собственост на словенечка компанија, познатата компанија ТАП. Значи рудникот е рестартиран и отвараме новиот рудник Плавица. Тоа се веќе крупни играчи на економски план
кои што освен што ќе вработуваат, ќе нудат и високи плати, бидејќи ова индустрија не е на ниво на плати како што е текстилната, кожарската индустрија, овде ќе има значително повисоки плати и само по себе тоа ќе влијае и на генерално на стандардот на општина Пробиштип. Пробиштип е бил индустријски град, повторно го враќаме да биде индустријски град и мене главен мотив ми е да ако Пробиштип некој пат во бившата држава Југославија бил втор град по стандард, зошто да не биде втори во Македонија сега по стандард? Ние сме на добар план тоа да го направиме, бидејќи ви кажав веќе имаме реални претпоставки, договорени работи, а плюс разговараме и за нови компании во зоната кои што сметам дека ќе привлече работна рака и од другите градови, бидејќи реално ние немаме потреба од некои поголеми цифри за вработување. Во наредниот период, значи, веќе се договорени од 700 до 900 нови вработувања во Пробиштип, а Пробиштип реално во моментов нема повеќе потреба, од 500 вработувања нема повеќе потреба. Има ли место за загриженост на пробиштипјани и околното население во поглед на загаденоста? На почетокот на инвестицијата Cranfield Foundry се крена прашина околу тоа каков ќе биде воздухот, јаловиштата од друга страна што беа проблем во минатите години од рудникот Злетово се друга опасност, се надминаа ли, постигнати ли се тие еколошки стандарди за здрав живот? Значи, на сите инвеститори прва работа што ми ја кажува е дека мој приоритет и приоритет на нашата општина е да нема никакво влијание врз животната средина, бидејќи јас живеам таму, живеат моите деца, значи живеат комши, пријатели, роднини, цел град, пред кој имам одговорност да не се направи одредена штета во тој дел. Сите инвестиции кои што доваѓаат прв документ на кој најмногу внимаваме како влада, тоа е студијата за влијание врз животната средина. Студијата на Cranfield Foundry покажа дека нема никакво влијание врз животната средина, значи се е во рамките на дозволеното. На студијата работеа професори од Рударскиот факултет од Штип. Јас бев лично во Унгарија да ја видам фабриката како функционира, бидејќи тоа дополнително ја јакне мојата сигурност како човек и видов дека тоа е навистина една од еколошки аспект квалитетна и регулирана дејност. Паралелно со тоа, за да граѓаните бидат осигурани, за да не бидат сите екологисти или стручњаци од аспект на технологија, металургија и така натаму, ние сме меѓу првите општини кои што инсталиравме мониторинг систем за 24 часовно следење на квалитетот на воздухот. На неколку места низ градот наместивме мерни станици и во секоја секунда ние мериме квалитетот на воздухот. Сега таа апликација ќе ја надградиме со тоа што резултатите од мерењето ќе можат секој граѓанин на веб порталот на општината да отвори секој момент да види каков е квалитетот на воздухот. Значи, за да не толкуваме и да, како да кажем, да се сите претвораме во екологисти, во стручњаци за техничко-технолошки процес, ова е најдобра работа. Мерење, секој кој што ќе го надмине пропишаното согласно нашите законски процедури, кои што патем се усогласени со европските, и тоа е важно да се каже, институциите ќе си постапат соодветно согласно нивните надлежности. Во делот кој што го спомнавте за јаловишната депонија, точно е, тоа е во моментов број 1 еколошки проблем на Пробиштип и во новата програма реално е ставен програм санација на јаловишната депонија. Ние издвоивме како влада 150.000 евра и веќе направивме проект. Проектот кажува на кој начин треба да го направиме тоа, дека треба да се инсталираат филтер станици за фаќање на водите кои што излегуваат од јаловишната депонија. Со специјален материјал се подзидува јаловиштето и се потрупува со слој од земја 2-3 метри и се уредува со вода, односно со трева, со шума. Тоа треба да биде на крајот налик на парк шума еден во тој дел. Вкупната инвестиција е 4.300.000 евра кои што ќе ги инвестираме за санација на јаловишната депонија и на еден начин ставање крај на едно горливо прашање, бидејќи градот се шири баш во правец и на јаловиштето и веќе имаме куќи на
20-30 метри од самото јаловиште. Да поразговараме малку и за инфраструктурните поврзувања на регионот, но и на енергетската иднина во третата изборна единица. Прво за инфраструктурата подпишан е договорот за изградба на експресниот пат Штип Кочани, Штип Миладиновци исто така е во фаза на изградба, што она што во регионот сметате дека не достига и е приоритетно во програмата за третата изборна единица. За третата изборна единица во делот на инфраструктурата, како што кажавте, најважна е патната инфраструктура и гасификацијата, иако тука ќе влезе и железничката инфраструктура, значи реконструкција на железничката пруга. Средина на наредна година очекуваме да биде готов автопатот Миладиновци Штип, кој што од градежен аспект мислам дека е едно врвно достигнување во Република Македонија и ќе имаме исклучително квалитетно инфраструктурно решение. Целата процедура е завршена, со банката го договараме стартот на градбата на експресниот пат Штип Кочани, кој што прва фаза е Штип Пробиштип, втора фаза е Пробиштип Кочани, бидејќи не оди сега по рутата на регионалниот пат, оди со една изместена рута, малку поблизо кон Пробиштип, што на еден начин ни одговара на пробиштипјани. Понатака, тука е експресниот пат Штип Радовиш, експресниот пат Ранковце Крива Паланка граница, реконструкција на регионалниот пат Штип Радовиш и нема град во кој не се предвидени одредени пократки регионални патишта, како што е да речеме средина на наредна година го почнуваме реконструкцијата на патниот правец Пробиштип Крупиште, 4 милиони евра сега се проектира. Средина на наредна година го почнуваме новиот пат Пробиштип ски центар Пониква, 5 милиони евра и секаде во секоја општина имаме такви патишта по врзување на Крива Паланка со Саса преку Соговието и други патишта кои што генерално од третата изборна единица ќе направат едно големо градилиште, впрочем, тоа и сега е така, споредено со 7-8 години наназад кога во истокот многу помалку се градеше. Јас мојата политичка кариера ја градев со позиции кои што бара движење низ цела трета изборна единица, бев подсекретар на нашата партија, нема место кај што не сум пошол и сите живееја со една реченица дека истокот е запоставен, повеќе се гради во Западна Македонија и последните 5-6 години тоа го немам слушнато, самите луѓе се сведоци и гледат дека во истокот се инвестира, значи третата изборна единица има една одлична перспектива и во дело на земјоделието нудиме доста поволности во програмата и сега доста средства влегоа по пат на субвенции и во дело на индустријата зборевме и во дело на рударството, патната инфраструктура, гасификацијата, значи се она што е вистински проекти кои што значат подобра економија, повисок стандард. Да ја спомнам и клиничката болница во Штип, која што ја градиме, кој што е еден од најважните регионални проекти. Значи, во моментов градиме најсовремен клинички центар, бидејќи го гледав проектот и го знам во детали, тој објект и неговата функционалност ќе биде гордост на сите нас од третата изборна единица. Се на се доста проекти кои што ќе бараат многу работа, меѓутоа јас се надевам дека овој пат овој мандат ќе биде цел, нема да имаме кризи, бидејќи секоја криза ве влече само назад, немате просперитет и дека можеме да го реализираме ова што го имаме ставено во програмата. Опфативме само дел од програмата реално. Граѓаните имаат уште неколку денови да проценат кому ќе му ја дадат довербата за наредниот парламентарен состав. На крај дали имате нешто да им порачате на граѓаните, како да се одлучат за оние што не се одлучни, како да се однесуваат на денот на изборите? Мојата порака е граѓаните многу добро да размислат, а нашите граѓани се свесни, политички зрели граѓани, бидејќи ова не се први избори во Македонија. Македонија веќе живее во некоја подлабока фаза од својата плуралност. Имаме доста изборни циклуси назад. Најважно е да си ја зачуваме државата согласно уставот и законите онаква како што е, а ние имаме одлично уредување на државата, нема потреба да се чепка во тие прашања.
да градиме силно граѓанско општество во кое сите, без разлика на етничката припадност, вера, религија, ќе се очувствуваат и ќе бидат еднакви пред законите и пред институциите, и главен акцент да ставиме на економијата, на нашите интеграции, бидејќи сите луѓе без разлика која партија ја поддржуваат, врвен приоритет тоа е стандардот на нив, на нивните семејства, убав квалитетен урбан живот и едноставно да ги задржиме младите генерации тука. Македонија има одлични перспективи за една високо развиена земја, мир, стабилност и, како што кажав, реализација на сето она кое што го има ветено. Јас не се сомневам во одлуката на граѓаните. Ние во третата изборна единица очекуваме огромна победа, голема разлика, бидејќи граѓаните препознаваат што до сега имаме направено и препознаваат она што имаме намера да го направиме за нив во наредниот период. Господине Димитриев, ви благодарам што бевте дел од програмата посветена на предвремените парламентарни избори на Канал Плюс. Почитувани гледачи, тоа беше Емил Димитриев, актуелен премиер за спроведување на изборите и кандидат за пратеник од коалицијата за подобра Македонија.